Почитувани гледачи, добра вечер. 20 часот и 30 минути, почеток на новото издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија е Рената Пенчова, лектор по македонски јазик. Добра вечер, добро ни дојде во емисијата. Добра вечер и благодарам за поканата. Во самата најава споменав лектор по македонски јазик, меѓутоа и книжевник, некогаш водител, автор на неколку книги. За почеток еве ќе оставам простор самата да ни кажеш нешто повеќе за себе си, која е Рената Пенчова и како што се можеме да ја видиме. Благодарам за убавата најава. Па еве јас би се нарекла пред се книжевник, затоа што тоа е мојата професија и предавам на македонски јазик на Универзитетот за странски студии во Пекинг. И исто така, таа нега и љубов кон македонскиот јазик некако ме насочи уште од млади години да бидам дел од книжевните води. И така започна и пишувањето, објавувањето на овие 4 поетски книги, кои што 3 од нив се стихозбирки, еден е роман, а секако во текот на моите студии, па и во средношколските денови бев наистина доста активна во различни организации, пред се со младински активизам, во учество на различни други активности, што дополнително придонеса до некој начин будење на моите останати интереси, да се надоградувам себе си како личност, да работам на мојот личен развој, но секако сето тоа знаење да го споделувам со моите врсници, да бидам едукатор и тренер на различни останати организации, работилници, што еве на некој начин се уште се осознавам себе си и навистина сум подготвена да учам многу повеќе, а секако сето тоа искуство да го споделам со останатите. Така, нешто повеќе за самите книги, за самото предавање во Кина подоцна. Јас би започнала од Светскиот економски форум на кој што бевте дел, се реализираше во периодот од 15 до 19 јануари. Која беше ти главната тема на дискусија, што се правеше таму и како еве практично вие се најдовте да бидете дел од овој форум? Морам да кажам дека ми представуваше голема чест, но и голема одговорност да бидам дел од овој форум. Бев избрана како прв представник од Македонија, до сега од нашиот Скопје хаб не биле присутни останати членови. Малку ќе се навратам и наназад како започна целото мое учество и членство. Значи, самата иницијатива Глобални шейпери, обликувачи на промени, иницијатива од Светски економски форум, која што има започнато пред 10 години. Целта е како да се ангажираат младите да бидат вклучени повеќе активно во општествениот живот, но и да придонесуваат за темите кои што се навистина важни за нашето живење. Во главно тоа се теми во кои што работи самиот форум, во пред се, значи, младински активизам, зајакнување на нашите вештини, младите да бидат критичари на нашите институции, со кои што на некој начин ние ќе бидеме директно вклучени, но и засегнати во донесувањето на одлуките. Затоа што еве видовме во некои општествени случувања младите се оние кои што на некој начин се изоставени. Тие заслужуваат да имаат место на масата и да бидат дел во целиот овој процес, со тоа што мислам дека на некој начин така и ја зајакнуваме целата наша заедница. Моето членство започна во текот на самата пандемија, затоа што бевме на некој начин така и затворени, а јас барав простор каде да ја насочам мојата енергија и учествував во различни иницијативи кои што беа пред се на теми менталното здравје и младите, финансиската писменост, медиумската писменост и слично. И минатата година бев избрана како кураторка на Скопје хаб, што значеше тоа беше да исто така со останатите мои други колеги, Марко и Софија, да го раководиме тимот, како да ги насочуваме овие глобални теми кои што се случуваат и во останатите хабови, да ги представиме пред нашите млади и како ќе ги ангажираме нашите млади да бидат дел од оваа глобална заедница. Нивните придонеси се што имаат пристап на апликацијата Toplink, тоа е апликација од самиот форум, на кој што се вмрежуваат и имаат простор за дискусии, за организирање на различни следни активности. И благодарение на целото ова мое учество бев избрана да бидам меѓу 50 млади луѓе во самиот форум. За време на форумот учествував во различни дискусии, различни сесии во кои што представував младите од Балканскиот регион, но исто така лобирав и ги представував младите од Скопје, со што се надевам дека во понатаму и веќе вродат некои различни нови активности и ќе успееме да
да отвориме нов простор за младите Што во е светот потребно на на младите, еве што практично можеше да се заклучи од овој форум со оглед на фактот дека имаш учесници од повеќе држави? Да. Ние пред себе морам да представам и една кампања која што ја представувавме дел од младите кои што бевме таму, тоа е кампањата Шејпери за Палестина. Значи, еве младите се отворени и знаат што се случува таму. Во главно тоа се наши шејпери кои што делуваат во овие хабови дел од светот. Со што бивме ние во целодневна комуникација, но со нив знаеме што се случува таму, на некој начин сакавме пред овие големи лидери кои што беа представници од големи бизнис корпорации, политички лидери да зборуваме за тоа што ние сме свесни и да бидеме на страната на вистината и ги представувавме двете активности кои што веќе траат година дена од поддршка за шејперите од Палестина, односно кој што на некој начин ги ангажиравме со сите шејпери од светот и обезбедувавме поддршка, хуманитарна помош за нив, но исто така и иницијативата наречена Едно срце, еден свет, која што започна пред неколку месеци, со која што активно работиме, се нарекува Watermelon Challenge, со кој што на некој начин зборуваме како овие на некој начин денешни политички случувања се одразуваат на нашата иднина и како нашата следна генерација како би биле оние кои што би требале да бидат лидери, како би се засегнале, така што ова можам да кажеме од една од глобалните теми, што им потребно на младите, им е потребно простор каде да изразат нивната енергија. Видовме дека се соочуваме со различни кризи од почнувајќи од самата пандемија па до ден денес, така што сметам дека младите се тие кои што ги на некој начин почувствуваат сите овие промени најмногу. Но тие се големи борци, тоа што го видовме, сите тоа што го прават и активно делуваат во локалните заедници, ни дава до знаење дека навистина можеме да направиме многу позитивни промени само ако имаме доволен простор. Така, еве ако го оставиме на страна и светскиот форум, предавате македонски јазик на ученици кои што се во Кина. Од каде дојде самата идеја, како потикна еве сето ова за да вие стигнете до Кина и тамошните ученици да можат да научат да зборуваат на македонски јазик? Дел од тоа можевме да видиме и од самиот прилог кој што пред одреден временски период беше емитуван. Како е, тешко ли е да се работи со учениците во Кина да научат да зборуваат на македонски? Па морам да ви ја кажам целата приказна накратко. Започна пред се со поддршка од страна на нивниот универзитет. Значи пред се станува збор, значи потпишуваат меморандум двата универзитета и на тој начин продолжува нашата понатамошна соработка. Јас бев избрана од овде, значи конкурирав и ја имав можноста од оваа академска година да бидам дел од нивниот универзитет и да предавам македонски јазик. Тоа значи дека во текот на минатата академска година беа отворени и неколку други одсеци за други јазици, со тоа што еве кинеската влада има добра стратегија со која што сака да има отворено одсеци за сите јазици со кои што имаат соработки, соработуваат по оние јазици кои што можеби не се толку многу актуелни и популарни за нивните студенти, но тие ги мотивираат и имаат интересен начин на кој што го пренесуваат сето тоа знаење. Ја имав можноста, можам да кажам дека беше на почетокот едно ново искуство за мене, со кое што ми представуваше пред се голема чест да ја представувам македонската култура, јазик, литература и секако организиравме различни активности, пред се тоа се, редовно се тича нашите часови и сега следниот летен семестар продолжуваме со работа. И можам еве да кажам дека навистина ме радува нивниот интерес, ме радува тоа што еве студентите се вклучени активно во нивниот училиштен, универзитетски живот, значи има една голема соработка помеѓу нивните институции и секако простор за многу работа и секако промовирање на македонскиот јазик. Колку деца беа заинтересирани практично да научат македонски јазик и беше ли тешко, еве каков почеток беше тоа? Па конкретно студентите кои што се одлучуваат да студираат македонски, еве ќе ви ја кажам групата, значи или имаат предзнање од руски или пак зборуваат некој друг словенски јазик, па им е некако македонскиот јазик им е поблизок и сакаат да го научат. Конкретно од следниот летен семестар има запишано 17 студенти. Македонскиот јазик се води како изборен јазик, што секако станува збор на избор кој што сака да го вклучи во својата програма. Имав место 20 студенти кои што студираат економски, но затоа што се интересираат за Балканот и овој простор, па им беше интересно и сакаат да научат македонски јазик.
На почетокот со оние кои што се прв пат среќаваат, секако можеби малку потешко одеше тој процес, затоа што прв пат ја учиме азбуката, а со студентите кои што веќе имаат признање, секако тоа беше многу полесно, но можам да кажам дека се навистина вредни, имаат голема дисциплина, работат и мислам дека сето тоа ќе вложи убави резултати. Кој дел од македонскиот јазик е најтежок за да можат да го научат? Па изговорот на почетокот, акцентот исто така им беше доста малку потежок дел за да се навикнат и да се вклучат во целата тема, но постапно можам да кажам дека се учи, затоа што се навистина одговорни, работат и мислам дека сето тоа ќе им донесе многу убави резултати во животот. И еве ако направиме на разлика помеѓу студентите, тоест младите во Македонија и младите во Кина, што можеме да издвоиме како разлики, а што можеме да ставиме во слични страни кои што ги имаат овие млади, тоест студентите? Па еве, конкретно ви започнала можеби од условите кои што ги имаат таму. Конкретно кампусот на кој што студираат овие студенти на Универзитетот за странски јазици, странски студии, имаат одлични бенефиции. Значи, во тој простор се наоѓаат студентските домови, каде што сите студенти претежно престојуваат таму, што значи сите ресурси им се достапни, имаат огромна библиотека со огромен библиотечен фонд, многу јазици, и сето тоа им е достапно и овозможено, значи лесно. Сето тоа е електронски исто достапно, имаат одлична платформа на која што се најавуваат и ги имаат сите информации за секунда. Исто така имаат многу попусти врз основа на тоа дали ако се студенти со тоа што им посетени различни културни институции, дали станува збор за музеи, нели, знаеме како и на сите други универзитети тоа го има. Еве сега неодамно излезе информацијата дека нашите студенти ќе имаат 50% попуст од влезници на различни културни институции, што навистина ме радува и мислам дека тоа е одлична можност со која што младите ќе бидат повеќе насочени, ќе бидат навлезени во тој наш општествен живот што го имаме и ќе бидат активни. Значи таму имаат различни видови на организации, заедници во кои што действуваат различни клубови, да започнувајќи од спорт па се до литература, книжевност, редовно се организираат различни настани, значи конкретно тоа е во главната библиотека на кампусот и е отворена за сите студенти, што имаме еве студенти од други универзитети кои што доаѓаат и ги посетуваат и има една многу добра, да речеме, синергија помеѓу нив. Нашите млади се, јас би рекла, доста интелектуални, доста снодливи, но мислам секако дека треба малку повеќе да се работи на знаењето, односно како ние ги научуваме и како да учиме од дисциплината која што имаат еве кинеските студенти и како да ги насочиме кон таа визија, затоа што кинеските студенти еднината ја гледаат во нивната земја и сето тоа знаење што го имаат го вложуваат таму. Што мислам дека би било одличен поттик и мотивација нашите студенти да останат во Македонија и да работат за нашата иднина. Ова ако зборуваме во делот на образованието и правиме споредби односно разлики помеѓу македонските и кинеските студенти, меѓутоа каква е културата, како таму се воспитани, растат и живеат студентите односно младите за разлика од она што е кај нас? Еве образованието накратко го опфативме, меѓутоа има и други домени од самиот живот. Да. Па, искрено, Пекинг е огромен. На почетокот исто така беше едно интересно искуство за мене, но можам да кажам дека е толку многу добро конектиран со сите останати делови од градот, што е навистина големо олеснување и не е проблем. Билетите за транспорт, особено за метро, се навистина доста со пристапни цени, што секој може да си го тоа овозможи. Имаат доста зелени површини, што значи ако секој универзитет најчесто има голем парк, каде што има простор за рекреација, иако е навистина можеби огромен град со голем број на население, но се работи на тоа како тие се насочуваат во тој културен живот, имаат една кохезија во она што се случува, конкретно повеќе во делот на, да кажеме, здравството, затоа што имав момент како да видам како работи сето тоа. Навистина бев изненадена како
се навистина организирани, значи само со еден клик, со скен на својата мобилна апликација, имаш пристап и сето тоа е добро организирано, значи никаде не се доцни, секаде каде што влегуваш имаш термин, завршуваш навреме и можам да кажам тој систем дека е доста поорганизирано за разлика од она што систем и тоа што не губиш време, имаш доверба во институциите, во нивната администрација, мислам дека им го леснува многу живот, иако се со огромна популација. Сега би се вратила малку поназад од она што е најактуелно, тоа е предавањата во Кина и самиот Светски економски форум. Како влеговте во книжевноста, од каде е желбата, идејата и дали тоа еве сега од денешна гледна точка како предавач на Универзитетот во Пекинг е исплатливо за вас? Па јас се сеќавам кога се запишував, нели тогаш често добиваш информација од останатите, па дали гледаш иднина во тоа и слично, но јас сум навистина доста одлучна кога нешто сакам и мислам верувам во тоа, јас се сеќавам што од мој мали нозе јас го сакав македонскиот збор, значи бев редов на сите рецитаторски надпревари, учествував во различни конкурси, мислам дека сето тоа на некој начин ми ја вложи таа енергија да продолжам да се занимавам со книжевноста. Секако, нели, нормално, можеби мал процент е талентот, но секако доста работа и многу посветеност. И можам да кажам еве дека ова што се случи сега со моето присуство на нивниот универзитет, со предавањата, на некој начин ми ја покажува дека целата вложеност и енергија на крајот се исплаќа. Можеби сега не знаеме кога и како, но вреди да се работи тоа што се сака и мислам дека само тогаш го работиме тоа од срце, а не го работиме само за да помине денот. Но се помалку праксата покажува дека се помалку студенти има на катедрата по македонски јазик. На што според вас се должи ова и еве како младите практично да се одлучат, да се насочат, да го изучуваат македонскиот јазик, книжевноста, литературата? Па јас би рекла, чисто нашата професорка Мојсова Чепишевска, вели понекогаш не е само во квантитетот, туку е во квалитетот. Можеби немаме огромен број, но знаеме дека луѓето кои што доаѓаат се со вистинска намера. Не се дојдени од тоа што биле одбиени на други факултети или слично. Еве можеби ова е некоја позитивна одлика, но секако јас верувам дека треба да има национална стратегија и треба да се работи на тоа како и зошто потребно да се зборува македонски јазик. Еве видовме имаме некои подобрувања, но секако мислам дека сето тоа се учи јазикот, затоа што како што вели професорот Андоновски, тоа е праматерија. Од мајчиниот јазик започнува се и ние го осознаваме светот и сите други науки и навистина мислам дека не е во ред еден интелектуалец и академски граѓанин да не може да се доволно добро изразува на македонски јазик, иако има големи титули. Така што мислам секако од мали нозе тоа оди и во основното образование и во средното образование сите ние заеднички треба да се вложиме и ако сакаме да има резултати. Ако ние самите не сме поддржувачи на младите луѓе, зошто и како треба да се зборува македонски јазик, тогаш младите луѓе не би можеле самите да се сетат. И секако овде се и родителите, значи мора да внимаваме како зборуваме со младите луѓе и зошто треба да ги насочуваме на тој пат. Освен во сферата на книжевноста, бевте дел и од водителството. Како влеговте во овие води и што значише практично ова за вас? Па јас, кога се сеќавам за себе, имав таа некаква посветеност кон камерата и мислам дека самото изразување и можноста да го кажам тоа што го мислам и на некој начин започна во текот на моето водителство во контактната образовна емисија Звон на македонската телевизија. Тоа беше едно убаво искуство и кога се наврата можеби наназад, навистина доста влијаше на мојата самодоверба во развивањето на една млада личност. Тоа започна во текот на почетокот на моите студии, секако тоа беше еднаш во неделата, така и почнавме со една емисија, понатаму имавме повеќе искуство со текот на времето, како навлегува во целата таа приказна, но навистина беше едно добро искуство и начин на кој што
ја имаш таа енергија со децата, знаеш, затоа што ние секогаш имавме различни групи на студенти, дали од средношколци, дали пак од основно образование, и ја имав можеби таа енергија како да работам со нив, затоа што сето тоа одише во живо, че немаше простор за некои сечење, лепење. Така. Па и мислам, тоа искуство беше едно добро за понатаму се што следуваш. Претпоставувам овде и поврзаноста помеѓу водителството и книжевноста, односно самите споменавте дека работевте со средношколци, со студенти, а впрочем се занимававте и со водителство. Како овие две гранки, овие две работи практично се вклопија кај вас? Па можеби не можеме да ставиме некоја посебна линија и да кажеме, еве, ова професија го имаш, ова знаење и може само овде да се гледаш. И јас навистина верувам дека човек треба да се проба во повеќе работи, значи да видиме што навистина сакаме и како што кажал Оскар Вајлд, окей, во текот на животот да промениме неколку професии и можеби затоа што ја имаме и доста колеги кои што ги познаваме, кои што имаат завршено дали е македонска книжевност, па денес ги гледаме пред македонските ТВ екрани, што навистина мислам во секој момент тоа е простор и енергија каде ја изразуваме, дали е насочена во самата телевизија, дали е на лист хартија, но во секој случај подеднакво ми е драго, и телевизијата и книжевност. Споменавте да се проба практично во повеќе професии, во повеќе работи, а за вас можеме да кажеме дека сте автор на 4 дела. За какви книги станува збор, кога почнавте да пишувате и што практично е напишано на лист хартија? Па првата книга беше објавена 2013 година, сега ќе се навратам пред точно 10 години, и тоа беа навистина, понатаму следните две беа објавени во 2017-та, последната беше наградена со наградата Бели мугри и беше објавена во 2022 година, што навистина ми представуваше една простор на изразување на таа енергија, пак споменам. Тоа беа некои песни собирани, дали биле наградувани од различни конкурси, па си стоеле во фиока и тоа беше само еден момент кој ќе се соберат, ќе се досредат и ќе бидат објавени. И некако и така се случи. Јас конкурирав прво, се сеќавам на конкурсот кој што го распишува Антево Перо, прв пат, тогаш ја добив наградата како за млад автор, но ја немав можноста книгата да биде објавена и си реков можеби треба да пробам повторно, можеби сега не е вистинскиот момент. И така се случи моето повторно аплицирање, кога аплицирав на самиот конкурс за наградата Бели мугри и тогаш ми кажа дека е објавена, дека е избелена. Им беше навистина драго што на некој начин сите тие песни кои што биле собрани ќе можат да се представат пред јавност. 2013 излегла од печат книгата, меѓутоа песните најверојатно се напишани многу порано. Па да, јас тогаш сум била навистина доста млада, но секако морам да ги пофалам и поздравам моите професорки, наставнички по македонски јазик, големи поддржувачи кои што беа овде додека јас бев во Штип, беа голема поддршка и секако без нивната поддршка верувам дека сите овие успеси не би се случиле. Се пишува ли сега нешто ново, се подготвува ли ново дело? Па сега во моментот сум насочена повеќе кон предавањата и кон останатите обврски, но секако кога имам инспирација може да се најде време и простор па да се сето тоа нешто. Кога најчесто се пишува? Па често јас ги велам моите покрај сето ова искуство и номадско патување, затоа што аѓање ваму таму, колку да изгледа сето тоа убаво и шарено на социјалните мрежи, некогаш може да биде навистина доста макотрапно, така што во тие простори кога се наоѓам некаде или кога патувам или кога сум сама, знам нешто да запишам. И често тоа некогаш и дури во белешки на мобилен телефон, па понатаму ќе си го најдат своето место. Во што најмногу се пронаоѓате како личност, со оглед на фактот дека кажавме неколку работи од кои што сте биле дел? Благодарам за убавите зборови, но мислам дека се наоѓам, јас го сакам тоа
тој простор кога го пренасочувам моето знаење или искуство кон останатите. Не се чувствам себе си за премногу дека сум направила, секако имам доста млади личности од кои што се инспирирам и навистина ми е драго што ги гледам околу нас, затоа што мислам дека со само таква насоченост може да направиме некои работи не само за своја лична сатисфакција, туку за луѓето околу нас и како ние можеме да влијаеме на нивни позитивни промени и да направиме позитивни промени во целото наше општество. За сега се гледам во училница, но понатаму ќе видиме. Тоа значи дека периодот кој што следи се враќате назад во Кина, каде што продолжувате практично со предавањата на македонски јазик. Така е, се враќам повторно во Кина, а сегаш ми е драго кога сум во Штип и беше голема чест да бидам во вашето студио. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување. Имнет.